Добро вечер. Јас сум Снежана Лупевска-Сузен и од сега секоја среда ќе бидам во топ тема на ваша страна. Кампањата почна. Митинзи, спотови, твитови, фејсбук статуси. Гласачите се бомбардирани од сите страни. Плакатите и билбордите сега не се толку во мода како порано. Како политичките партии ги користат социјалните мрежи за да им се приближат на гласачите? Дали и колку партиите имаат тимови кои работат на кампањите на социјалните мрежи? Топ тема на ваша страна истражуваше како под саат кулата во Велес се кроеше политичката позиција на Доналд Трамп. Кој од Велес испорачуваше лажни кампањи? Кој кај нас креира лажни сајтови за да го нападне политичкиот ривал? Ова се само дел од темите кои ќе ги разговараме вечерва со Бојан Кордалов, Игор Трајковски и Дарко Булдиовски. Затоа останете со нас во следниот час и 15 минути. И можете да не следите и на следните адреси на Facebook и Twitter. Добро вечер, еве, вака, на маса лично за моите гости вечерва и особено емисијава ќе биде интересна за оние кои следат социјални мрежи, Twitter, Facebook и останатите социјални алатки, меѓутоа и за оние кои не следат да научат дека може и таму да ги следат сите збиднувања. Добро вечер за Игор Трајковски, кој е собственик и основач на Time.mk, тој е генератор за собирање на вести и информации. Генератор или агрегатор? Агрегатор, извинете. За следење на сето она што се пишува како новости во Македонија. Добро вечер и за Бојан Кордалов, кој е специјалист за нови медиуми, за сите овие што ги спомнавме, а и повеќе. Добро вечер, благодарам на поканата. И Дарко Булдиовски, интернет и маркетинг експерт. И сите вие, добро вечер, на овој или на оној начин имате искуство во креирањето и на она што се пишува или треба да се пишува на социјалните мрежи, меѓутоа дел од вас работат или работеле на политички кампањи или со луѓе кои се занимаваат со политика, а Игор е особено специјалист за сите оние технички работи како да се искреира сајт, вистински, а како да се открие оној лажниот, па во наредниве минути ќе поразговараме и за тоа. Секако топ тема вечерва на ваша страна се разликува и по тоа што имаме истражувачка сторија на оваа тема. Секако го слушаме и гласот на граѓаните, па направивме и анкета, и гласот на политичарите кои што верувам дека не ви недостака затоа што е политичка кампања и сите тие веќе редовно се обраќаат и на традиционалните и на социјалните медиуми и мрежи. А исто така имаме една репортажа направена во место каде што можеби нема вајрлес и интернет, ама има тениски и други игралишта. Затоа останете со топ тема на ваша страна. Она што се разликува можеби од претходните кампањи е тоа што годинава и како се присутни на социјалните мрежи политичките партии. Го користат и Твитерот и Фејсбукот и сите можни алатки. Можете ли, еве Бојан, да ни кажете од кога почна повеќе да се користат социјалните мрежи и што покажа ефектите од претходните кампањи на социјалните мрежи? Да, можеме слободно констатираме дека Република Македонија, политичките партии и политичарите го следат целосно светскиот тренд на користењето на социјалните медиуми во кампањите, а се почесто веќе и во секојдневието. Така што можеме да кажеме слободно дека од 2010-2011 година социјалните медиуми веќе стана нераскинлив дел од она што се нарекува политичка кампања, она што се нарекува испраќање пораки, но што е многу важно и креирање на содржини кои што се ексклузивни и кои што можеме само да ги погледнеме на социјалните медиуми. Во минатото, па и денеска може да се сетиме на многу директни комуникации на политичарите со граѓаните преку социјалните медиуми, средби кои што се пренесувале преку социјалните медиуми, отчети, најави на инвестиции, на митинзи во живо и така натаму и така натаму. Значи, социјалните медиуми се нераскинлив дел од секоја кампања и она што е посебно позитивно е тоа што во комбинација со традиционалните медиуми навистина нудат огромен простор за
гледачите, за гласачите да дознаат многу повеќе за она позади кампањата што се случува, но и она што се случува пред камерите, односно традиционалните митинзи, средби и слично. Дали ги спомна 2011 беше една година која беше почетна можеби за креирање на вакво нешто. Колку се разликува денеска од тогаш или пак што зема корисно, а што некорисно од странските искуства? Добро, ако се обидеме да лоцираме, да речеме некоја по стара точка, можеби првите блогови креирани 2007-2008 година во некои од тие регионални кампањите за локални избори, можеби некои зачетоци таму може да видиме. Колку се разликува или не се разликува, се разликуваат медиумите сами по себе. Мислам, нити Твитер, нити Фейсбук не бил тоа што бил во 2010-та, тоа што е сега тук. Така да фокусот нормално се насочува многу повеќе кон онаму каде што има многу повеќе луѓе, многу повеќе корисници. Промена во јазикот на изразување, промена во комуникацијата претерано многу не може да се забележи, да бидам искрен, барем јас не успевам да забележам. Се уште го имаме оној по, да кажеме, телевизиски начин на објањање, по класичен политички начин на објањање, кој што некако очигледно публиката дури на овие медиуми го прифаќа или го игра, па не чувствуваат партиите можеби потреба да го променат. Но разлика има во бројот и во сериозноста на ресурсите кои се посветуваат на овие канали. Премногу дека има разлика во јазикот на обраќање, мислам не. Ние подоцна и ќе зборуваме и за разликите на оние наши политичари што се обраќаат преку социјалните мрежи и на странските. Меѓутоа, Игор, кога зборуваме од еден технички аспект, така да го наречам, дали се отварат во Македонија наменски сајтови, се креираат социјални медиуми сега за кампањите, дали забележувате такво нешто и колку вие како агрегатор ги опфаќате тие или не? Дали тие воопшто се и атрактивни за поширока публика или се само за оние на кои што им се намените? Дали приметувате раздвижување во светот на социјалните мрежи овде во Македонија? Конкретно, нашиот сајт се занимава со агрегирање на традиционални медиуми, веб-сајтови. Значи, ние не работиме со социјални мрежи, имаме дел од сервисите, следат и топ статуси на одредени личности и страници што се најавни личности. Значи, можам да кажам во однос на сајтовите, да, постојано се појавуваат нови сајтови, дури некоја ще појавуваат и нови сајтови кои што се со имиња многу слични на веќе постоечките, така што постои индикација дека се прават намерно за да се наштети на интегритетот или на како се гледа одреден медиум, дали е провладен или опозицијски или во таа смисла. Така значи, што има, но треба да се пази доста. Да се внимава. Кај се да. читаш. Меѓутоа, ако зборуваме во светски рамки, колку е тренд да се отвараат во кампањи вакви сајтови или да се наменски тоа прави? Па нормално е да се секогаш кога има одреден настан, за самиот настан се креираат посебна страница или за одредени кампањи политички. Више социјалните мрежи се некој вид на огледало или рефлексија на општеството, така што е надвор актуелно, автоматски се пресликува и внатре. Така што сега само што не се шетаме надвор по улици, сега новите ходници по кои што се шетаме, сега виртуелните. Дали имате податок колку во Македонија користат интернет, еве прашање за сите тројца од искуството и колку тоа допира до граѓаните еве во оваа ситуација и до гласачите, Игор? Имате ли технички? Јас сега конкретна бројка не знам, може не знаат повеќе. 1.400.000 некаде. 1.400.000. 1.400.000 според најнови статистички податоци, луѓе што активно користат интернет. Колку мислите, еве сите тројца, дека тоа може... Имаме толку луѓе во држава? Да може се регистрирани со адреси, веб адреси во Македонија може имаат тие. Или еден има повеќе веб адреси. Колку тоа може да влијае, еве, Дарко, на гласачите? Па веќе не може толку воочливо да покажеме дека имаме онаков јаз помеѓу корисниците на интернет. Значи порано ако можевме да кажеме помладите користат или луѓето во урбани средини повеќе користат, мислам дека таа дупка веќе
веќе се повеќе и повеќе исчезнува. Односно, имаме различни сервиси кои што ги користат од најмлади до највозрасни. Она што може да го посведочиме дури и по личното обкружување, дека дури и по возрастните сега се онака се повеќе радосни, повеќе како на некој начин зависни од интернетот, особено сега со ефтините паметни телефони, значи тука веќе нема граници. Така да, ако ги земеме сите тие работи предвид, секако може да кажеме дека може да имаат влијание и имаат влијание, затоа што не знам некое скорешно истражување кој што довело таков податок, меѓутоа се поголем број на луѓе примарно се информираат преку интернет канали, без разлика на возраст. Тиражите на весниците одамна веќе се во драстичен пат, а гледаноста на телевизиите, значи можеби не опаѓа, меѓутоа тука го имаме оној момент на втор екран, значи second screen, каде што додека конзумираме телевизија или некој друг тип на медиум, обавезно имаме таблет, телефон, компјутер при себе и паралелно ги конзумираме информациите. Така да апсолутно да, има влијание. Бојан, дали мислите дека која е структурата на луѓето кои што ги користат, што со постарите и повозрастните и што со руралните средини? Она што можеме со сигурно да се сложиме е дека интернетот има навистина голема пенетрација, но исто така постојат сериозни анализи правени во земјата и истражувања кои што кажуваат дека сепак се уште телевизијата е број еден влијателен медиум кој што влијае во кампањи и во секојдневието кај граѓаните. И токму затоа нас неопходно да детектираме и да знаеме дека било кој политичар, бизнисмен или било кој фактор во државата кој што сака да искрира убава стратегија мора да има интегриран пристап. Значи мора да биде посветен и на традиционалните и на социјалните или генерално новите медиуми. Во таа насока дефинитивно не може да се стави повеќе граници да се каже само младите се онлайн или само возрастните се пред телевизија. Постои огромен продор на интернетот, особено како што спомена и Дарко, со смарт телефоните, со паметните телефони, бидејќи се надевам дека Игор ќе се сложи статистиките на најголемиот дел од веб страните, па веројатно на тај МК кажуваат голем скок на луѓето кои што пристапуваат токму преку мобилни телефони до премина више повеќе од 50. Значи повеќе од мобилни користатели. Да. Токму затоа тие уреди, мали уреди, навистина вршат големо влијание. Најдрастичен пример или најинтересен пример кој што можеме да го дадеме е дека разликата е што порано, например, до пред 10 години, сите чекавме да дојде 6,5-7 часот, кој вести ги гледа, значи за да во наводници јавноста биде шокирана кои се настаните на денот, да биде изненадена. А денеска ние одсабајле, како што ќе станеме, буквално, со станувањето, па се до доаѓањето и гледањето на информативните издания или слично, ние се информираме за секој дел од приказната. Така да, комбинацијата е тука. Парчињата од мозаикот ги добиваме преку целиот ден, а пакувањето во целост го добиваме во вестите, например, на телевизија. Пред да со Игор продискутираме како е можно да има 1.400.000 регистрирани тоа нели кои што активно на месечно ниво користат интернет. Јас таков податок имам. Јас морам, не би сакала да ве демантирам, ама така ни се погодило. Имаме анкета од тетови од Струмица, каде што прашувавме и по возрастни и помлади луѓе како го користат интернетот, дали се на социјалните мрежи, во смисла дали ги следат кампањите на политичките партии преку социјалните медиуми, па еве да ја погледнеме. Имате ли профил или Твитер, можеби? Тие работи јас лично ги немам, а имам, например, ја на мојата госпоѓа е тај интернет ќе го користам на нено име. Политичката кампања ќе ја следите ли што е? Редовно ја следам. Одите на митинзи, може? Не ме интересира баш таа работа, ама телевизијата ја пратам редовно. Користите ли интернет? Не. Facebook, Twitter? Не. А политичката кампања ќе ја следите ли сега? На митинзи, можеби? Не, на митинзи слабо. Како ќе се информирате? Преку медиумите. Facebook, не. Twitter? Не. Треба да имаш пари па да го платиш тоа нешто, а ние со луксузари со ниски плати не бива. А политичката кампања сега ќе ја следите ли? Не. Знамо ти не бива од нас ништо. Главно јас не користам детства. И тоа е тоа. Дали во моментов ја следите политичката кампања? Следиме нешто летниот период, не ga следиме кампањата, бидејќи има многу обврзани со работа, земјоделие, знаеш како е. Имате Facebook профил? Да.
А сега изборната кампања ја следите ли? Од каде се информирате? Која кампања? За изборите кои што се на 11 декември. Не интересира, гледаме си работа. Ние Да ни кажете како оваа кампања ќе ја следите? Дали преку телевизија, преку социјалните мрежи или пак можеби ќе одите на митинзи? Ќе идемо на митинзи, нормално. Користите Facebook, интернет или друга социјална мрежа? Сите ги користи. Така, а како ќе следите кампањата за престојните избори? Уопште не го следи. Преку телевизија, али ретко. Не ме интересира политика, доста ми излажеа 20 години. Абе, какви кампања? Тоа е харам за еден муслиман да е харам. Никаква кампања нема. Имаме само Аллахова кампања. Ништо више. Ова политичка кампања на кој начин ќе ја следите? Дали преку телевизија? Преку телевизија. На митинзи ќе одите? Зависи, сега. Да видиме како ќе биде. Зависи за која партија? Па тоа, не можеме уште да се определиме. Да ни кажете ова политичка кампања која што е во моментов, како ќе ја следите? Преку телевизија, ќе одите на митинзи или преку социјалните мрежи? Да, по социјални мрежи. Дали користите Facebook? Facebook, да, бе. Да ни кажете како ќе ја следите политичката кампања? Дали преку телевизија, преку интернет или можеби на митинзи ќе одите? Ден, за гласање ќе спавам цел ден. Немам да ги гледам, вака не може да ги гледам на тој ден што ќе дојде гласање. Немам да ги На митинзи нема да одите? Како митинг? Ја не идам, не организирам ја на митинг, идем кај нив. Некои од одговорите беа навистина комични. Целта беше не да покажеме дека не користат луѓето на нормално, туку да покажеме дека има рурални средини или луѓе кои се со понизок стандард, да речеме, како што кажа и тие, дека немаат пари да трошат на интернет, односно на Facebook, на Twitter, или не знаат да се конектираат. Затоа ми беше тука, Игор, имаме од една страна голема бројка на регистрирани можеби сајтови, не знам вие тоа како Македонија? Во Македонија или Па вкупен број на сајтови све топтан што е со .mk домен е се околу од 10 до 15.000. Зависи колку се активни од нив. Тоа е многу или малце на ова население? Како сметате? Па, не е многу, не знам баш, дали е над просекот или над просекот или да. Но толку се. Да, од друга страна државата може да се пофали дека е варлес држава, дека има отворени пристапи и слично. Меѓутоа, еве вашето искуство од кога го формиравте тај МКП до денеска, сигурно расте бројот на оние кои што го кликаат и расте бројот на кликовите. Како вие профилирате во која средина тоа, мислам, еве како ги освојувате оние кои што тоа не го прават и немаат? Како да се освојат, е прашањето. Па да речеме, бројот на посети од кога постои таму од 2008 постојано расте, отприлика околу по 20%. Првите години беше и по 50, 60, сега беше по 20% годишно. И наша предпоставка е зашто луѓето сакаат да доаѓаат на ваков тип на сервиси, не е само тај МКП, постојат и други такви агрегатори, е поради високата поларизираност на медиумите, затоа што се екстремно едни некако од една страна се провладени, други се екстремно критични и за да некако ги видат на едно место погледите на двете страни, ние ги ставаме линковите еден до друг, тука можеш да видиш оваа верзија, можеш да видиш таа и да оформиш твое лично мислење за што е точно онака, што не може да се најде тоа доколку одиш само на еден медиум. Тоа е додадената вредност на ваков вид на сервиси, каде што се агрегираат вести од сите медиуми на едно место. Сега јас не сум видела некој сајт да ги агрегира сите на едно место, овие што се однесуваат на политичката кампања, работи што се кажани. Нашите вести нормално во една кампања се преплавени со нивните пораки. Прашање повеќе за Дарко и за Бојан. Што е потребно за да се креира добра политичка кампања, Бојан, еве на социјалните мрежи? Па потребна си има стратегија. Тоа е клучно како и за се останато. Што е она што сакате да го промовирате и кој е јазикот кој што сакате го искористите за да допрете до таа онлайн публика. Понатаму исто така многу важно, тоа беше споменато и претходно, да се разликува она што го објавувате онлайн, она што го објавувате на социјалните медиуми, од она што го правите традиционално. Бидејќи секогаш ексклузивноста, односно ако на многу места видите одредена иста информација, веќе ви станува позната и ја памтите евентуално кај што сте виделе прв пат. И она што би апелирал во оваа насока би било да и во оваа кампања, доколку е можно и многу повеќе, се вклучат активности, односно се случат работи кои што ќе одбележат кампањата и на социјалните медиуми.
Значи партиите мора да бидат иновативни, да разберат дека социјалните медиуми не се за да го пренесат истиот слоган кој што го даваат на платената политичка програма на телевизиите, или не се да ја стават истата креатива постер која што оди во принт изданијата, односно изданијата на весниците. Тие се многу повеќе тука за да овозможат посебна стратегија, односно посебна порака и да овозможат да се покаже сликата за политичарите, да се покаже сликата за кампањата, да се покаже што е она на еден поинаков, поинтересен или поприлагоден начин на публиката, што е она што конкретно одредена партија го нуди како своја платформа, како своја програма и како свој кандидати. Дарко, вие веќе рековте дека многу личат на телевизиските обраќања. Очигледно нивните тимови грешат во насочувањето на лидерите. Значи, во однос на тоа, Бојан, се согласувам, нели, дека имаме реплицирање односно репродуцирање на истите материјали и пуштање на истата порака, но проблемот тука е што политичките кампањи генерално се обраќаат на целата публика одеднаш. Значи, може би се разликува од митинг на митинг, се менува дел од обраќањата и дел од содржината врз основа на тоа што е актуелно во одреден регион, во одреден град, нели, локалните проблеми. Меѓутоа, на страна од локалните проблеми, што се да речеме гео некаков тип на таргетирање, ни по ниеден друг тип немаме сегментирање на публиката. Односно, нема да речеме ако знаеме дека на еден канал како Twitter или како Instagram или како Facebook можеме да стигнеме до одреден тип на публика што е помлада, повозрастна, средна, вработени, невработени и така натаму, активни општествено, неактивни општествено, врз основа на тоа да креираме некакви поконкретни пораки, поконкретни обраќања и начини на комуникација, тогаш веројатно и нема да има потреба да се, нели, пренесуваат ТВ спотовите, билбордите, плакатите на истите тие канали. Туку врз основа на тоа на кого му се обраќате, со кого сакате да разговарате таму или со кого може да разговарате таму, ќе адаптирате пораката соодветно. Па оттаму и, нели, слоганот нема да биде само еден слоган, туку ќе биде разработен со 10 други пораки внатре, кои што, нели, ќе се обраќаат на различни целни групи. И не само целни групи географски одредници, со географска одредница, туку многу повеќе во рамките на општеството. Социјалните медиуми и новите медиуми, генерално дигиталните, овозможуваат многу попрецизно и поквалитетно таргетирање на публиката. И кога тоа стои на располагање веќе со години назад, нели, гледаме дека не го користат на тој начин партиите, фер е, нели, да се посочи дека може многу подобри и многу повеќе да се одработи. Игоре, вие кажавте оди напред целата техника. И сега како што сведоци сме дека и на Facebook Live веќе стриминзи има, онаму каде што одат кандидатите, стримуваат на Facebook страниците. Колку тоа може да биде корисно или не, затоа што сега лайв стримувањето има и други опасности. Нели, некој може да има опонент што ќе го опонира тоа што ќе го каже, не е се како подмачкано што се вели, и верувам дека доколку сте ги следеле кампањите во странство, тоа е едно големо шоу сепак за мене, и верувам дека тие ништо не оставиле на случајноста. Имавме сведоци, бевме кога на Хилари Клинтон и се слуши, и кога што тоа беше снимено тие неколку секунди и тоа беше вест на денот. Значи, лајфот и тоа со таа можност за стримување на видео во живо, потенцијално секој човек станува некој вид на репортер. Затоа што може да се фати било кој момент и во реално време да се пренесе на потенцијално милиони. Најкласичен пример, доста брзо од кога Facebook ја пушти опцијата за лайв стриминг, беше обидот за пуч во Турција во јули месец. И тогаш воведа оној сервис да можеш на мапа на цела Турција да ги видиш од сите места колку има стриминзи, колку луѓе гледаат одреден стрим, да ги видиш овие што се најгледани. Некако можеше во реално време, во живо, да гледаш целата ситуација од повише аспекти. Сигурно, како и за секој нов сервис, има и негативни ефекти, но сепак мислам, ја верувам дека ќе се најде. Бојан? Би се надобрзал. Значи, она што на политичарите, на бизнесмените и така натаму, на сите луѓе кои што водат сериозни кампањи им пречи, е тоа што тука се јавно, како што кажавте, се може да се види и секоја импровизација може да се забележи. Меѓутоа, тоа е и целта во крајна линија. Секој митинг, значи секој настан
кои што ви организирате, мора да бидете спремни, не смеете да оставите простор за никакви импровизации. Јас тука секогаш малку емотивно реагирам, заради тоа што не се виновни социјалните медиуми. Вината е кај вас. Вие сте оставиле некој пропуст. Во 21. век, значи уште пред огромната актуализација на социјалните медиуми, се е јавно. Истекуваат снимки, истекуваат слики, тоа не велиме дека е во ред. Меѓутоа, ако сте јавна личност, мора да се соочите и да знаете дека тоа постои. Вие не можете да живеете во страв, но морате да ја запрете секоја импровизација, морате да направите се за да не ви се дозволи да излезе нешто такво во јавност. Нема повеќе криење и мора да се има искрен пристап барем кај политичарите. Се сеќавате во една кампања, ми се чини дека беше во Британија, поранешниот премиер Браун беше фатен во своето возило како го заборавил вклучен микрофонот и како се смејува со некоја господја со која што претходно имал средба и бил учтив. Тоа ви е најадекватен пример. Че не можете да бидете една личност пред камерите, а нели сосема друга личност зад. Дарко. Па живееме 24/7 во живо. Значи последните трендови на социјалните медиуми се баш лайвстрим. Значи Facebook, благодарение на Facebook и YouTube и другите сервиси, Periscope и така натаму, значи ние веќе и да немаме дел што ни одвоен офлайн онлайн. Немаме дел што е одвоен приватно јавно. И тоа не е само ситуацијата со политичарите и политичките кампањи, туку генерално ние сите го живееме животот паралелно, значи во живо пред многу голема публика и за себе. Така да едноставно ако не го мислиш, не го кажувај. Ако се мислиш да го ставиш на интернет, не го ставај на интернет. Нема тука некаква двојба. Особено кога имаме нели една кампања, една жестока како да кажам канонада од информации во еден краток временски период, сите ние знаеме што горе-долу кој кажат политичарите на митинзите. Она што можеби и треба да направи разлика се оние, да речеме, детали кои што не може да ги видиме пред тој класичен телевизиски пренос кој што денеска го гледаме на Facebook на пример. Оние работи кои што ќе ги чуеме, кои што ете во кола ќе ги направат луѓето. Оној личен допир, значи во приказката. Денеска кога ги прашате политичарите со година назад ќе ви кажат дека една од најефективните работи е кога ќе појдат на терен и ќе се поздрават со тие луѓе таму. Прашате ги колку од нив се обидуваат да го реплицираат тој чин на комуникацијски чин на интернет. Значи имаше обраќања и имало обраќања, ќе има обраќања. Меѓутоа, ние знаеме дека Трамп всушност имаше една порека дека он tweeted himself into the White House. Значи со твитање влегол во Белата куќа. Ајде да видиме кој од полицаите кај нас знаеме дека лично твита. Кој има создадено стратегија каде што корисниците други ќе знаат дека точно сега овој политичар го напишал овој од 10 други твитови на неговиот акаунт. Држате си ја мислата, токму тоа сакавме да го покажеме во оваа топ тема на ваша страна. Ги издвоивме неколку твитови од светските политичари и од Трамп, Обама, мислам дека Хилари. Сведоци сме дека во политичката криза се обраќаше Хан директно на граѓаните во Македонија преку Твитер, ама ги извадивме и твитовите на македонските политичари и да впечатокот, токму тоа сакав и да го разговараме како вие и дали по самите твитови се гледа дека некој друг му ги пишува на македонскиот политичар твитовите или сам си ги пишува, па доколку се спремни те лупите рича би сакала да ги погледнеме, еве ги има. Не знам колку можете тука да прочитате, ова е значи од Зоран Заев, ова е од Никола Груевски. И како тие ги креираат значи самите твитови за разлика од како што споменавте Доналд Трамп или Хилари? Не е проблем да твитот не е напишан од самиот нели политичар. Знаеме дека се прилично зафатени, дека имаат цели тимови штата за нив. Меѓутоа, во самата комуникацијска стратегија во дадена ситуација треба да се разликува, да се знае кој е лично обраќање и кој е обраќање на целиот тим, на целата кампања. Нормално дека се комуницира во името на политичарот. Не секој еден твит, не секој една комуникација треба да е лично негова. Нормално. Меѓутоа, ако сакаме да добиеме таа некоја блискост, таа некоја непосредност, би требало таа стратегија да претпостави и да испланира како ќе се прави таа разлика помеѓу твит на тимот, твит на самиот политичар, твит кој што се случува зад камерите, твит кој што е, да речеме, пред да излезе на сцена на митинг или веднаш кога ќе се симне на сцена од митинг, некои такви, значи, моменти кои што всушност ни го прават тоа дека е живо, дека не е се само тоа што се гледа пред камерите, зашто социјалните медиуми тој дел ни го носат од животот. Значи, носат она што не може да го видиме што се правило точно пред камерите.
Бојан, да, и сакам да ве прашам и околу самото користење на речникот. Например, ова што го користат нашите политичари повеќе не говорна омраза некогаш отколку твит со директна порака и слично. Значи, ова што го збора, мислам може да одговорите на претhodно прашање, меѓутоа ве молам и ова да го дополните. Прво на претходното би се надобрзал дека се сложувам целосно со кажаното, меѓутоа она што мора да му се посвети внимание е што после твитот, што после статусот. Значи, Македонија е мала земја, земја која што е многу понепосредна од една Америка или една Русија, да не ги редиме така натаму. И политичарите не може да си дозволат да не комуницираат со онлайн публиката која што им поставува прашања, им поставува дилеми, која што им пишува во инбоксите и така натаму. Сепак, ниту еден наш политичар, колку и да е зафатен, не е зафатен колку американскиот претседател и дефинитивно, ако не самиот самата, мора да создаде стратегија на кој начин одговорот ќе допре до луѓето кои што се интересираат. И тоа е една од најголемите слабости во континуитет која што се случува и тоа е што не реагираме на дебатата. Бидејќи да се потсетиме, социјалните медиуми се тука од наједноставни две причини, затоа што во реално време го кажуваме и може да допре до поголем број на корисници она што сакаме да го кажеме, затоа што можеме да добиеме фидбек, но и ние да вратиме на мислењето, прашањата и критиките. Да, меѓутоа Македонија е мала земја, 2 милиона. Луѓето пола се братучеди и роднини пријатели се знаат меѓу себе. И јас од моје искуство, кога сум на социјалните медиуми, луѓето многу сакаат лично да разговараат со Снежана Лупевска Созан, отколку со мојот со код или со ваша топ тема на ваша страна или со Телма. Многу ги персонализираат работите, можеби заради обкружувањето. Секој со секој како да сака да се знае. Да, ама ако сте политичар, вие морате да искористите предноста. Ако го знаете дека е тоа така, искористете предноста. Знаете како? Вие додека патувате од Скопје до Охрид, до вас може да биде дел од тимот и може да ви ги прочита, да речеме, 30% од прашањата кои што вчера стигнали или од коментарите. Кога ќе патувате од Охрид за Струга, уште 5%, од Струга за, да не редам сега така натаму, на враќање уште останатите и буквално во еден ден вие ќе го преработите и ќе одговорите лично. Затоа што од другата страна корисникот на социјалниот медиум или оној што ви пишува не гледа кој стиска сент. Тој таа ја чита пораката. Одговорот, а не кој стиснал сент. Добро, во однос на ова сакав и што тука сакам да додадам дека не само политичарите, туку и самата публика која што ги следи треба да ги искористи социјалните медиуми, поготово на пример на Твитер. На Твитер е специфична ситуацијата, затоа што тоа може би е единствениот медиум каде можете да му напишете реплај на некој политичар или кој да е човек, на некоја изјава кој што самиот човек што кажува таа изјава не може да го сокрие тој коментар. На Facebook, на пример, да го постирате нешто и некој ви коментира, вие не се согласувате со него, може да го блокнете, да го избришете коментарот, нешто на Твитер тоа не може да се случи. Така што за секоја изјава, сите реплаи што се нададениот твит може да ги видат сите луѓе и нема простор за цензура. Тоа е единствен медиум што го овозможува такво нешто. Добро, но и на Facebook хаштаг ако искористите, например, тоа не може никој да го... За директен реплај на даден пост, самиот автор на постот може да има контрола врз коментарите. На Твитер не може да има. Јас само и тоа да треба да кажам, се искористи максимално. Паметно е да ве слушаат, од тоа им се бесплатни совети на овие што креираат сега политички кампањи. Пред да отидеме на оној дел кој што верувам дека исто така е многу интересен, а тоа е злоупотребата на социјалните медиуми и на лажните веб-сајтови, она искуство што го видовме по што станаа велишани популарни во Америка, по тоа што правеа лажни сајтови во корист на Доналд Трамп. Ќе најавам 4-5 минути реклами и останете со нас за да ја видите истражувачката сторија на Миомир Серафиновиќ, кој не отиде во кулата на Трамп, ама отиде во градот кој има Саат кула, тоа е Велес. Колку на Доналд Трамп му помогнале лажните сајтови кои се креираат дури и во Македонија. Првпат во Америка видовме и една поостра кампања, особено на социјалните мрежи, медиумите добија критика. Овде во Македонија сега почна кампањата и подоцна во разговоров ќе видиме дали и тука и како се креираат лажни сајтови за да се деградира политичкиот опонент. Миомир Серафиновиќ, како што веќе најавив, замина во Велес за да види кој тоа таму креира лажни сајтови. Да ја погледнеме историјата, односно нејзиниот прв дел.
Во првите 10 објавени лажни вести кои го фаворизираат Доналд Трамп пред изборите, 2 текста се објавени од Велес. Ова го објави порталот BuzzFeed, кој истражуваше и докажа дека преку Facebook лажните вести и неточните информации имаат повеќе објави, шерувања и поддршка отколку вестите направени на професионален начин кои ги објавуваат традиционалните американски медиуми. Така според BuzzFeed се покажа дека лагите биле повлијателни од вистината доколку сте се информирале од Facebook. Но 2 од тие топ 10 лаги во корист на Трамп биле произведени во Македонија. Лажна вест со наслов со непостоечка изјава од Хилари Клинтон, наводно дадена пред 3 години, во која Клинтон го фали Трамп како чесен и непоткуплив човек кој треба да се кандидира за функцијата, имала вкупно 481.000 активности на Facebook. Веста е објавена на сајтот conservativestate.com и има повеќе ефект преку Facebook и од веста на New York Times дека Хилари Клинтон добила поддршка за кандидатурата од поранешен директор на ЦИА. А сајтот со толкава моќ, поголема и од моćниот американски весник New York Times, е регистриран на велешка адреса. Името на сопственикот го утврдивме од регистарот на основачи на сајтот со додавка .com. И тргнавме кон најактуелниот македонски град во светски рамки. Во тоа време новиот американски претседател на својата адреса во големата њујоршка кула се подготвува да ја преземе позицијата. Кула има, но не толку гламурозна и висока и во Велес, на сред град, изградена пред 3 века. Тука застануваме и го бараме Игор, сопственикот на сајтот, кој на Трамп му обезбедил пристап до безмалку половина милион читатели и евентуална поддршка од нив за изборите со лага. Вашиот повик, ви пренасочен кон услугата вип секретарка. Потоа тргнавме да го бараме по адреса. И тој, како и Трамп, живее на високо, но не во кула и луксус, туку во уличка на велешките ридови. Во дворот беше таткото на сопственикот. Ни кажа дека синот спие, но и дека не сака контакти со медиуми бидејќи и претходно го барале, а тој ги одбивал. За Трамп не сакаше ни да коментира. Проценките на американските информатичари се дека од Велес оперирале меѓу 100 и 150 сајтови кои објавувале лажни вести пред се во корист на Трамп. Во градот на Вардар мисла дека главната причина за овој вид интернет бизнис се парите кои момчињата од Велес ги добиваат доколку нивните сајтови ги отвораат низ Америка. Слично мисли и социологот Љубе Лучков, кој предава граѓанско образование во средното училиште Коле Неделковски. Станува збор, според мене, за злоупотреба на средствата за јавно информирање за доаѓање до материјални средства. Зошто? Пред се, затоа што со превземање на лажни вести од другите сајтови се доаѓа до остварување на овие цели. Пред се, акцентот го ставам, значи, на злоупотребата на интернетот пред цели, средствата за масовна комуникација за стекнување на материјално богатство. Ширењето на лагите како вистини е спротивно на сите морални норми, ни објаснува професорот. Ова е еден мал процент од луѓето кои што на поединци и општествени групи кои што нивното однесување сепак не е во согласност со општо прифатените правила и норми во општеството. Не мислам само на правните норми, туку пред се мислам и на моралните норми, на оние ненапишани правила на однесување кои што се спроведуваат со силата на јавното мислење, со грижата на совеста. Но за велешките сајтови со лажни вести, освен Лучков, ретко кој се согласи да зборува. Постарите велешани велеа, сум прочитал, ама тоа младите знаат. А кај помладите, тоа беше табу тема. Си слушнал ли за тоа? Не. Не си слушнал? Не. Имаш другари и пријатели, не зборите на таа тема? Не. Лутајќи по училишните дворови не идовме на 17 годишен ученик. Не сакам да давам за тоа изјава. А зашто, што е работа? Така не сакам, не ми е убаво да давам за тоа изјава. А поврзано со што е? Сватите што е тоа? Знам за Доналд Трамп да давам изјава, не сакам, не. Но потоа ни кажа дека има свој сајт, политички. Но наспроти оние светски познатите велешки со лажни вести, на неговиот објавувал информации од големите медиумски куќи. Вели дека сега поради тие што заработувале со лага, може да претрпи штета на бизнисот. Поради такви мршници изгубивме по многу пари. Зашто дава изјави, изутра ме зборуваме на градот, добро име, јас сум загуба за тоа, ама заради домочковци што земале по 3000 евра од тоа.
Кога му кажав колку Facebook активност имал неговиот сограѓанин Игор со лажната вест, на брзина ни пресмета дека за тие 481.000 шерувања и распространувања на текстот, заработката би можела да изнесува 5.000 евра само за еден текст на Conservative State. Но Google преку чиј сервис AdSense оди на платата, почна да ги укинува сметките на сајтови со лажни вести. Така текстот објавен на 17 октомври, како спорниот на Conservative State, кој со лага можеше Игор да му донесе 15 македонски просечни плати, сега, по после изборната акција во Америка на Google, може да го остави без ниту еден динар. Исплатите за лажните вести за октомври и за ноември, клучните месеци пред изборот на Трамп, кога имало најмногу сообраќај и најмногу пари, Google одлучи да ги замрзне, односно да ги укине налозите со лажни вести и ништо да не им плати. Ова ни го кажа по телефон еден велешанец, чиј име и број го најдовме како собственик на сајт, за кој ни кажа дека тој вебсајт наводно никогаш не го користел. Да, исплатите требаше да бидат све минати од днес. Значи минати од днес за октомври, официјално. Исплатата за октомври е на 23 ноември. И сега што се случува? Значи, акаунтите се скинати поради invalid activity, официјално и стварно е така, мислам, тоа беше очекувано, само многу касно дојде. И сега исплатите се скинати пред исплатата. Ова е првиот дел од истражувањето на Милбер Серафиновиќ. Игор, како се прават овие лажни сајтови, а да не бидат казнети, односно законски ли се? Па, според моменталната легислатива се законски. Иначе ова не е, да речеме, прв ваков начин на заработување пари. Овие сајтови не се ништо поинакви од другите сајтови, нормално се регистрира домеин, се купува софтвер за правење на веб-сајтот и се ставаат внатре содржини и се потоа на разни начини се пренасочува сообраќај дали од Facebook, од Google или од Facebook групи огромни, кои што исто и тие се на пазарна продажба, може да се купи Facebook група со 100.000 корисници и тамо да постирате линкови од вашиот вебсајт и некој случајно, некој од куриозитет ќе кликне на тие линкови и доаѓаат на вашиот вебсајт. И вообичаено собствениците на такви веб-сајтови секогаш следат некои моментални топ теми, каде што има голем интерес од Значи, им текнало дека ќе заработат од Да, они знаеле дека Трамп ќе биде, дека има голема жет за сензационални вести, дека луѓето ќе кликаат на некои такви линкови и дека исто така и дека ќе ги шеруваат преку Facebook, затоа толку има шерови. Беше што разделев, сакав да најдам информација да видам колкав број од шеровите што ги прават луѓето на Facebook се линкови кои што уопште не се ни отворени од човекот што го шернал линкот. Испаѓа дека е околу 70%. Дека 70% од работите што се шеруваат на Facebook ни самите луѓе не ги отвориле, само имаат сензационален наслов и го шеруваат. Ако вратиме, да речеме, една година назад приказната, ќе сватиме дека тоа што го направиле велешаните или било кои други луѓе надвор од Македонија на истата тема, всушност не е многу различно од тоа што го направија мејнстрим медиумите, го прават мејнстрим медиумите цела година. Трамп ги помнеше сите вести на сите телевизии, на сите вестници, на сите американски медиуми година наназад. И не беше нити Хилари, нити другите кандидати за председател тие кои што беа сензација медиумска. И во една ситуација кога секој божи ден Трамп ги полнеше медиумите година и кусур наназад, колку време трае нели целата кампања, нормално е дека целата јавност, американска пред се, на Google ќе пребарува многу повеќе и ќе клика многу повеќе кој ќе го види нели клучниот збор на Трамп. Ако не се лажам точно, не се лажам во некој од интервјуата на со велешаните кои што имаа дадено изјави за BuzzFeed во првите стории, кои што при тоа беа објавувани многу месеци претходно пред Buzz да ги објави. Всушност самите кажа дека имале сајтови за Хилари, меѓутоа никој не кликал на нив. Да, па се покажа дека Трамп потроши помалку пари во кампањата за тоа што користеше многу повеќе социјални мрежи. Не, излезле се податоци дека 10 пати повеќе за дигитал за закуп на дигитални медиуми, значи за огласи правиме конкретно, има потрошено Трамп од Хилари. Ама зборуваме за социјалните ги користел многу повеќе него Хилари за огласување. Значи за оваа бројка што кажам јас е за огласување. Дали е на социјални медиуми или на други сајтови, не во оваа бројка не прави разлика.
Она што да речеме дополнително многу важно да се расчисти малку за оние бројки кои што нели ете еден мал сајт кој што после еден месец станал попопуларен или имал поголема популарност или влијателност од еден New York Times. Тоа е малку манипулација на, да речеме, во приказната која што се обидуваат самите себе се оправдаат, значи големите медиуми во Америка, затоа што тие бројки кои што BuzzFeed ги има споделено сега и кои што ги анализира се всушност број на споделувања на една вест. Значи земени се топ 5 или топ 10 вести најсподелувани на Facebook и е направена анализа која од вестите дали на New York Times или на овие други лажни сајтови е најсподелувана. При тоа никаде не се разговара за досегот. Значи доколкава публика е стигната таа вест. Значи може да ја споделат 800 луѓе или 800.000 луѓе, а да стигне до вкупно милион луѓе, а може New York Times да ја сподели само еден сами и да стигне до милион луѓе одеднаш. Така да малку се фалат. Малку си барат оправдание да се оправдаат зашто тие комплетно ги имаат промашено исходите на изборите во Америка. И сега одеднаш први ним беа виновни велешаните, ако ги погледнете и отворите денешните анализи или изминатите неколку дена анализите на медиумите, ќе сватите дека не се сега велешаните криви, крив им е Facebook и Марк Закерберг, затоа што дозволил лажните вести да излегуваат на Facebook толку еднакво колку што требало да излегуваат другите. И тоа си има друга приказна опозвина зошто и како се случува. И друга има манипулативност. Вие ако ги земете, да речеме, 5 најсподелувани вести од овие фейк сајтови што се лажниве, а да речем и имаат по 100.000 шерови, а да речеме другите вести што им се имаат по 100, да речеме па традиционалните медии имаат по 100.000 артикли што се со по 100.000 шерови и целиот импакт што го имаат овие традиционални медии е драстично и многу илјади пати поголем од ова. Они вие сега затоа што имале овие неколку статии што биле појаки од сите од овие традиционални, се води заклучок дека овие го бутнаа Трамп и дека они се виновни зашто изгуби Хилари. Тоа да го прашам и Бојан што мисли дали Трамп сигурно не победи заради лажните сајтови. Има некои анализи или мислења кои што се прават дека всушност самиот Трамп во кампањата користел доста популистички или контроверзни изјави со цел да го сврти вниманието кон себе поради помалиот буџет кој што го имал собрано, генерално споредено со Хилари Клинтон. И дека всушност една од работите поради која што користел такви поларизирачки изјави била таа. Ако ги погледнеме социјалните медиуми, например, како што се одвиваа во текот на кампањата, Трамп предизвикуваше многу повеќе внимание и на Facebook и на Twitter, предизвикуваше многу повеќе фоловерси и лајкови секогаш споредно со против кандидатката од демократите. Мене, Игор, многу ме интересира делот на заработувачката. Како тие почувствувале дека ќе имаат кликови? Што значи тоа во пари? Колку тие заработиле, видовме дека го плаќаат данокот, не направиле пристап, рековте дека е законски. Дека си платиш персонален данок 10%. Работава е зашто мене не ми текна, мислам, колку може да заработат и колку заработиле од лајкови или од сето тоа што го направи. На многу луѓе не ни текнало ова. Баш правевме пред некој време муавет кога бевме у првите 100 луѓе со интернет што се занимаваа одржаваа вести. И гутнавме овој дел, се појавија некои клинци, онака што направија 100.000 евра. Колку заработиле, велиш, имате ли вака било кој од вас да ги уновчат? Да, и колку ќе Google нема да им ги исплати? Погледнав некои изјави што ги има дадено за Deutsche Welle, мислам дека беа, дека 90% од тие сајтови прават околу 500 евра месечно, околу 5% прават до 5-6.000 и уште 1% да речеме над 10.000 месечно. Ама со оглед на посетеноста овој пат може не игра улога посетеноста тука. За да тие за да заработат тие треба да кликнат на реклама која што е поставена на сајтот. Значи, чекорот е да речеме вака некако. Се објавуваат информациите, односно линковите до тие лажни вести на Facebook, најчесто зашто Facebook носи најмногу трафик, односно најмногу кликови да ги донесе луѓето на вебсајт. На постоечкиот вебсајт има поставено банери, реклами преку Google мрежата. Идејата е дека тие луѓе кои што ќе дојдат да ги прочитаат тие вести, дел од нив ќе кликнат на тие реклами. Во моментот кога кликаат на тие реклами, тогаш заработуваат сопствениците на сетовите. Така да некогаш може да донесете 100 луѓе, ако се тие да речеме на некоја квалитетна тема со релевантна содржина, релевантна реклама, ќе кликнат на рекламата. Може да донесете милион луѓе, ако темата не е соодветна со рекламата која што се појава, нема да кликнат. Така да не е дека сега ако имаме многу голем број на посетители, автоматски тоа значи и голем број на голема заработка.
И ова не е сефте, тоа се случува и со страници кои што промовираат така наречена здрава исхрана, лекарства кои што брзо и лесно Ослаби лечат. за 10 дена, 10 кила. Ослаби за 10 дена излечи Сега се. многу чевли продаваат. Океј, со лажни брендови. Да, сега е тоа актуелно, меѓутоа има многу сајтови кои што велат ослаби за толку време, излечи се од сериозни болести со тоа и тоа. Значи таков тип на сензационалистички вести со цел што спомена Дарко, нели да се стигне до тие кликови на рекламите преку Google. Да, иначе за да конкретните бројки да ги чуе јавноста, зашто ја бев изненаден. Например, за еден, доколку дојдете на еден вебсайт и има реклами и кликнете, собственикот на веб страната добива во просек, има разни видови на реклами со различни цени, е околу пола долар или 30 центи до 50 центи. Што значи да вие да направите $100 дневно, ќе ви требаат 200 клика да имате. 200 клика на рекламите што се. Сега не сите луѓе што доаѓаат не кликаат на рекламите, само ќе дојдат, видат, ќе си отидат. И во просек има, например, 0,5% од луѓето уствари што доаѓаат кликаат, тоа click-through rate се вика, CTR е 0,5%. Што значи дека вас ќе ви требаат за да направите $100 дневно околу 40.000 луѓе да донесете. А тоа е многу. Тоа е многу. Но ако сакате да правите по 5-6.000 ова, ако правите $100 од една сама, вие ставите поише банери, па има и реклами што може автоматски да се уклучат рекламите. Кога ќе стиснам јас на насловот за Трамп, да ми се отвори страничката и автоматски да се уклучи рекламата, тоа значи дека Па вие не мислите ништо за рекламите, само ставате код од Google, Google автоматски ви става таму реклами и доколку корисникот на вашиот вебсайт кликне на таа реклама, Google вас ви плаќа 68%, 32 он ги зима. Ги научивме луѓето како да прават лажни сајтови. Не е да лажни сајтови, значи тие такви сајтови се прават со години назад. Мислам, јас 2006 година на темите кои што мене ми беа од интерес тогаш, кои што сакав да ги следам, седнав и пишував такви содржини, ставив код за реклама, чисто за да истестирам дали тоа целиот систем функционира. И функционира, го потврдив, окей, супер. Во некој пат во животот, ако сакам, ако имам желба таква, ќе седнам и ќе го работам. Сега, имате од друга страна македонци кои што имаат сајтови со многу квалитетна содржина на многу релевантни теми кои што низ годините станале број еден извор за информации за одредени содржини кои што живеат повторно од истиот тип на реклами. Така да имате две патики да го заработите истиот леп. Едната е по кратка постапка да бркате трендови кои што ќе ви донесе голем ризик и да ги изгубите парите, и имате по долга постапка да влезете сериозно во некоја тема, да се градите вие содржина како било кој сериозен стандарден медиум и при тоа да си имате нели на ум дека ќе заработувате преку овие сервиси. Нормално ризикот да ги загубите тие средства што ќе ги заробите на овој другиот начин е многу помал. Меѓутоа времето за да стигнете да заработувате поголеми пари е многу подолг. Така да прилично едноставно. Пробуваш, ризикуваш. Зошто се 100 до 150 сајтови, а не се 2? Затоа што се дисперзија на ризик. Се пробуваат, се вмрежуваат меѓу себе, се префрлуваат посетителите од еден на друг сајт, чисто за да може да се најде вистинската формула за пократко време. Така да едноставно станува збор за тактики. Јас не верувам дека овие деца или тинејџери, како што ги нарекува BuzzFeed, прв пат го прават ова, дека сега им текнало, ајде, нели ќе го работиме. За да стигнеш ти за толку кратко време до фаза дека нели успееш да постигнеш некаков ефект, треба да знаеш нешто претходно, треба да имаш некакво искуство. Само да ја бркаш следниот клучен збор или клучна фраза што ќе донесе голем број на посетители. Да, мири за тоа исто така беа правено истражување да видиме кои се тие сајтови преку кои се заработува. Еве го вториот дел од приказната. А на кој начин се заработува преку интернет? Секој може да отвори интернет сајт, доколку направи одреден сообраќај кој го пресметува Google Analytics, тогаш добива можност да отвори акаунт, односно налог на друг сервис на Google, AdSense, со што на тој вебсайт се постираат и реклами од сервисот. Потоа се пресметува колку кликови, односно отворања има одредена реклама на сајтот и колку повеќе има, толку повеќе пари ќе добиете. Доколку преку вашата страна се кликнати 10.000 реклами, вие може да заработите меѓу $1,000 и $5,000 во зависност од видот на рекламата. И тоа само за еден објавен текст. Бизнисот брзо бил пробиен и откриен во Велес. Велес е познати по многу први работи што се случуваат, и убави и неубави работи. Можам и да ви кажам зошто баш Велес, затоа што Велес беше еден од најразвиените индустријски центри во Македонија
имавме фабрики што работеа, немаме ни алтернатива за разлика од другите градови како што е Струмица, Куманово, алтернатива мислам на земјоделие и така натаму, а младите како млади во таа желба да се збогатат, да се стекнат со материјално богатство, посегнуваат и по начини кои што не се општо прифатени. Се шири низ цела Македонија. Пред неколку години почнува со отварање на сајтови за здрава храна и автомобили. Има повеќе сајтови токму за здрава храна кои носат добри пари на своите собственици. Но злогласеноста и светската слава Велес ја стекнува со американската изборна кампања, кога младите жители сваќаат дека американците обожаваат политика, а не се заинтересирани за вистината. Поради тоа, мал број од стотиците сајтови отворени во Велес тргнуваат на другата страна од вистината и фрлаат погрешен поглед на сите оние кои заработуваат со ширење на вистината. Нешто слично како велешките рибари, кои ги видовме покрај Вардар. Некои од нив фатија нешто, но повеќето завршија со празни раце. Распространетоста се постигнува преку социјалните мрежи. Најчесто се користи Facebook и групите кои се формирани на оваа мрежа. Сите членови на таа група ги добиваат информациите, односно линковите до веб страниците на кои има реклами преку кои се добиваат пари. Собствениците на сајтовите често купуваат групи со многу членови за да имаат повеќе публика и поголема можност за заработка на овој начин. Кај надлежните не можевме да добиеме официјален податок колку пари од ваков бизнис и со вистина и со лага се слеале во Македонија. Нема таква статистика, освен што ни потврдија од УЈП дека данокот за сите исплати од странство е наплатен. Во Велес побаравме уште неколкумина, чии имиња и телефони ги најдовме на интернет, но сите не убедуваат дека не се поврзани со сајтовите со лажни вести. Едноставно не гидаа, ниту пак сакаа да се појават пред камера. А ги прашувавме дали досега некој ги контактирал за да учествуваат со своето искуство во тековната македонска политичка кампања. Сидат избори нешто случајно да не имат некои наши политички партии такви идеи? Ништо. Вие мислите да будете први, друг секој ми се наоѓа. Дали сега ќе бидат ангажирани во македонските избори за нечија сметка да одработуваат, тоа се уште не е познато, иако веќе има најави. Миомир Серафиновиќ од Велес. Топ тема на ваша страна, Телма телевизија. Ете, Миомир го постави и клучното прашање, дали кај нас се појавија веќе такви лажни сајтови, Игор, или нешто слично на ова што се случи со Трамп. Официјално никој нема да признае, тоа се знае, меѓутоа почна и тука некоја валкана кампања, имаше наводи. Немаме сретнато или чуено вака. Имаше наводи дека постоја, дека се отвориле еден сајт кој што го девалвира политичкиот опонент, еве доколку Хрватска така? Да. Беше, да, се појави вчера, мислам дека беше го имаше во медиуми. Меѓутоа се поврзува со Македонија според она што ние новинарите го видовме и се истражуваше дека постои поврзано со Македонија, отварањето е од Македонија на адреси и слично. Лесно беше утврден нели идентитет на лицата кои што го регистрирале сајтот. Прилично лесно можело да се идентификува, јас не го видов во живо сајтот, читав само по медиумите. Прилично лесно може да се идентификува дека има само 3 стории кои што трите биле така некако напаѓачки со лош јазик хрватски, нешто слично, така да веќе некакви обиди има, но мора да направиме тука една многу јасна разлика. Значи, разликата е во тоа дека овие сајтови се креирани заради остварување на конкретни директни политички цели. Не може да повлечеме директна паралела со оно што се случуваше за Трамп, барем не во случајот со Велес, затоа што мотивацијата таму е комплетно различна. Овде веќе во Македонија постојат со години назад сајтови кои што, како да кажам, виреат на маргините на медиумските интернет, да кажам, простори кои што и се користат за пуштање некакви полуинформации, некакви нели спекулации, или напаѓања, или говорна омраза. Така да верувам дека еве Игор кажа и сам на почеток дека има нови сајтови секој ден кои што се обидуваат да го свртат вниманието. Почнаа веќе да се појавуваат, а не гледам зошто не би се појавували понатаму во рамките на кампањската борба. Мене ми е интересно што толку се фативме за овој Велес,
и со Трамп таму сензационално звучи дека сме као нешто битно. Мене ми е а никој не порекнува законски е, тоа е целата работа. Тоа се прави и ова што го кажа Дарко и кај нас. Да, но што да правиме со реалните вести од традиционалните веб-сајтови? Каде што има текстови онака каде што плескаат свежио и диво, нема автор, нема ништо, нема редакција. Проблемот е во санкционирањето на веб-сајтовите. Да, ние традиционалните медиуми нас не гледаат адхок тела, не гледаат совети за радиодифузија, ни го мераат времето и слично. Додека ние се придржуваме и сега за време на политичката кампања стрикно кон законот, на веб порталите гледате што се случува. И тоа не се казнува. И самите кажавте, па и отварањето дури на такви хейтерски, можам да кажам, портали исто така не е незаконски. Дури сакав и Игор да ве прашам, тие бегаат. Многу е чудно како им се заметнува трагот. Ако, например, отворил адреса во Македонија, па го префрлува на друга и вие кажавте дека се умрежени, па на трета. Значи, тоа е еден виртуелен свет, каде што очигледно се е дозволено. Па, не е баш све. Меѓутоа казните се драстично различни од оние казни што ние како традиционални медиуми ги трпиме, за разлика од она што... Но и влијанието е драстично од влијанието кое што вие го имате генерално во республиката. Значи, ајде вака тогаш да анализираме. За да заврши една вест легитимна на телевизија, каде што условно речено, нели, еве гледаме дека има многу поголемо влијание, како треба да допатува таа вест? Излегува на некој сајт некаде таму само што е отворен, го пренесува друг сајт, трет сајт, четврт сајт, стигнува до вестник кој што се повикува на последниот, а овој последниот на сите наназад, и од вестник го презема телевизија. Тоа се креирани вести од политички штабови кои што се дистрибуираат кон традиционалните медиуми. Има систем во кој што има реални ситуации, имаме интернет со кој што треба да се справиме или кој што треба да го вклучиме во целата таа некаква приказка. Каде што законски не е недозволено тоа да го направат. Видете, тенка е таа линија во интернет просторот, што е она што треба да се санкционира или не. И затоа е таа тема малку опасна. Факт е дека мора да има стандарди. Факт е дека не може да дискредитира и пишува секој што сака, како што си постат правила на традиционалните медиуми. Јас конкретно се сложувам целосно со вас. Меѓутоа секогаш мора да се биде внимателен, да не се премине, не се прекрши онаа линија на слобода на изразување. И тука доаѓаме до едно прашање претходно што беше поставено. Значи, границата на слободата на изразување е говорот на омраза, е дискриминацијата, било која дискредитација по било која основа. И тука си важат позитивните норми, позитивните законски прописи. Добро, има зборови кои што не смеат да се користат и кои што интернет Па не само тоа. Ги симнува тие такви постои слично. Ме мислам дека не може да се прави паралела помеѓу телевизија и веб-сајт, затоа што телевизиите добиваат лиценци и се заштитени од државата со одреден број на лиценци дека вие ќе бидете. Ја не можам да си купам предавател дома да си го ставам и да си зрачам. Може да стримаш на интернет. Затоа што сепак телевизиите добиваат одреден ексклузивитет. Додека за интернет порталите таму е некако све послободно. Сами доаѓаат корисниците дека не се наметнувате вие како веб портал на некоја кабелска листа од канали, па човек. Освен ако не удрите тука треба да доеш директно, онака умислено, онака да доеш на веб-сајтот, онака и да се уди со лажни наслови. Значи, публиката ја има моќта на одлучување. Таа одлучува дали ќе кликне или ќе ја конзумира одредената содржина. И имате сега, нели, условно речено бесконечно многу избор, што нели сепак е конечно, меѓутоа имате многу поголем избор за да одлучите каде што ќе читате. BuzzFeed е еден од сајтовите кои што со години всушност направи популарност на такви кликбейт наслови, на наслови кои се сензационални, кои што се манипулативни. Тие изградија цела медиумска империја и важат сега за еден од нели поважните интернет медиуми, а всушност до пред година и пол тие не покриваа политика. Тие имаа само написи кои што беа исклучиво наменети за да го донесат публиката на некакво си, да речеме, полулажно трик ветување или некакви квизови слично. Сега почнаа да
покриваат политика, станаа сериозни и одеднаш лажните сајтови им се проблеми, тие се тие што ја вадат приказната. Пред BuzzFeed да ја извади оваа приказна со Трамп, односно пред да си ја подкрепат својата анализа дека во последните месеци кога тие извадиле таа приказна станале лажните сајтови многу важни, во Македонија се пишуваше за тоа, Guardian има пишувано за тоа, значи не е дека медиумите не ги покривале тие теми. И сега одеднаш, нели, тие истите сајтови кои што до пред година и пол го правеа тоа или го прават тоа, не велам дека биле лажни информации, го биле онакви некакви полувистинити, тотално небитни, меѓутоа кликабилни наслови. Сега одеднаш зошто луѓето кликале на наслови за Хилари кои што не биле точни. Кликаат затоа што се научени дека се што може да помине на интернет и да кликнат на него. Бојан, колку и како како политичките партии во Македонија да ја задржат етиката кога се работи за ова сето што го зборуваме за настап на социјалните медиуми и како да се одбранат од оние кои им креираат лажни наслови или обратно како да ги научите дека тоа е неетички. Оти кај нас се виде дека и од твитовите се гледа дека директно се обраќаат, дека многу има не тоа говор на омраза, ама како да речам со омраза се зборува кон противникот, да и жестина. Јас не сум баш оптимист дека работите можат да се средат нити во оваа, нити во некоја подолгорочна кампања. И за жал негативните вести или негативниот дел од кампањата зазема и предизвикува многу внимание. Значи, знаете како, ако во левиот дел, например, ставиме една маса на која што некој ќе зборува за развод, за случување некоја позната личност кај нас, а од десната страна ќе ставиме маса на која што некој ќе кажува како да ја подобриме економијата, можеби 90 до 95% од луѓето што ќе влезат во просторијата ќе отидат на оваа страна и ќе сакаат да слушнат за кого се работи, кои се деталите и така натаму и така натаму. Меѓутоа, токму одговорноста на партиите, како, ајде да речеме, најсериозни општествени чинители, заедно со сите останати, вклучително и медиуми и така натаму, е да креираат и да ја водат, работат и да ја променат. Јас не сум оптимист, особено на социјалните медиуми, дека чекорот или вистинскиот пат е да се води негативна кампања. Неспорно е дека вие мора да правите споредби, разлики и така натаму и да кажувате пошто вие се разликувате од противникот. Меѓутоа, она што се очекува, вие да го правите на социјалните медиуми, она што единствено може да ви донесе ефект е ако се промовирате себе си како политичар, како политичка партија, како програма. Ако кажете што е она што вие го нудите и ако, како што пред малку, односно на почеток го спомена Дарко, таргетирате публика на која што тоа се однесува. Бидејќи воспротивно, едната политичка партија се обраќа во својот табор, другата политичка партија се обраќа во својот табор. А она, по политичка теорија што се учи, е тоа дека секогаш се обраќате на неопределените, бидејќи своите ги имате, другите не ви се таргет, оние во средина или неопределените ви се таргет. И нив мора да најдете начин како да ги привлечете. А ќе ги привлечете ако им дадете понуда. Особено во држава како Македонија, во која што со години може би децени наназад постојано е присутна црната или негативната кампања. И секогаш она што ќе водвои е промоцијата. И посебно, тоа е една од препораките на социјалните медиуми, особено на Facebook, е да се користат нивните услуги за промоција. Тоа е кај политичарите, тоа е кај бизнесмените. Што нудите? Која е вашата услуга? Која е вашата предност? Зошто да ве гласат, зошто да го купат вашиот производ или да искористат вашата услуга? Игор и Дарко, задржете си и коментарите да видиме први што нудат политичките партии во за нивните социјални кампањи на социјалните мрежи. Морам да кажам дека ние подеднакво понудивме простори за ВМРО ДПМН да каже своја стратегија за социјалните медиуми, меѓутоа тие, иако 2 или 3 дена ги баравме за тоа, одбија да ни дадат изјава и затоа недостасуваат во овој колаш од изјави. Скоро дупла е предноста на гледаност на политичките настани кои што ги презентира преку социјалните мрежи Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Во априле беше 103.000 за гледаност на митингот на Социјалдемократскиот сојуз, наспроти 52.000 на Охридскиот митинг на ДПМН. Ние го сваќаме значењето на новите медиуми
и во модерните изборни кампањи, така да се обидуваме да сме компатибилни на новите трендови, така да ќе бидеме присутни во сите можни форми во социјалните медиуми. Ние повеќе ќе се потприме на нашите Facebook профили, еве јас конкретно на мојот личен Facebook профил, на кој што преку кој што ги запознавам луѓето кои што ме следат, а се околу 46.000, бројка која што не е за подценување, и преку мојот профил, но и преку профилите на другите носители на листи, ќе ги запознаваме граѓаните за сите наши активности. Раководството на Социјалдемократскиот сојуз, истакнатите членови или граѓански активисти се перманентно се таргет на црна кампања од страна на ВМРО-ДПМН, соочени со немоќта сопствена, соочени со немањето понуда после 11 години владење, не прават ништо друго освен што измислуваат вести кои што се невистините. Тоа во албанскиот медиумски простор, ако можам да кажам, во делот на социјалните мрежи, тоа се применува со години. Значи, буквално, гледајте ги сите поголем дел од опозицијски портали и Facebook профили, ако може да кажам, доминира лажни вести. И целта е токму тоа, да се создаде таква една негативна перцепција. Како еден од најпопуларните ликови на Facebook, бидејќи бројката која што мене ме следи е навистина голема за македонски услови, особено ако се земе во предвид дека јас никогаш немам платено реклама за мојот Facebook профил, туку обичен личен профил. И досега во повеќе наврати сум бил мета на такви напади, на валкани напади, на црна кампања, на различни обиди за мое исмевање и деградирање, кое што за моја среќа поминува неуспешно, и знам, сигурен сум дека и особено во оваа кампања, и јас и Љупчо Ѓорѓевски и Љубе Бошковски како носители на оваа коалиција ќе бидеме мета на валкана црна кампања. Еве какви им се стратегиите, Игор? Што мислите вие за македонските кампањи на социјалните мрежи? Јас гледам малце по-далечно, затоа што во иднината овој притисок на добивање на информации од сите можни страни, затоа што, како што кажавме, сега немаме некоја централизирана агенција што продуцира вести, имаме мали агенции, мали сајтови, големи сајтови, whistleblowers, национални телевизии, приватни телевизии, све и свашта. Најдобра стратегија е доколку се потроши повеќе на едукација на населението како воопшто да чита вести. Затоа што ако тука не интервенираме и уште во образованието има одреден дел во курикулумот за како они како следни граѓани што ќе одлучуваат треба да научат како да се информираат, затоа што се уште може да се слушне на улица информација од типот ова го слушнав на телевизија или го прочитав на интернет. Тоа е тотално неодговорно. Во секој случај, доколку читате од едно место, треба да тој извор да има голем кредибилитет, или ако е нешто контраверзно, ќе треба сами да побарате повеќе извори, да не ширите само така, да не се шират така информации само фрлени од рака дека се видени некаде, туку малце да се покаже сериозност во однос. Дарко, еве ги видовте стратегиите кои ќе ги имаат? Па не видовме стратегии, баш нешто претерано многу, видовме дека да, свесни се, да, ќе ги употребуваат или веќе ги употребуваат, да, има црни кампањи, односно нели контра, нешто што веројатно се навикнати, но и од она што може да го видиме и сватиме, во основа може да знаеме, може да констатираме во некоја рамка дека социјалните медиуми се тука да им понудат информации на оние кои што веќе ги имаат дефинирано своите политички ставови и да послужат да се ги потврдат самите сопствените ставови. Пауза за реклами и одиме во завршница на оваа дебата. Во Македонија постојат гласачки места каде што нема ниту пат, ниту водовод, а камоли интернет. Но постојат и такви, каде што се направени тениски игралишта, а нема тенисери. Едноставно нема жители. Павле Беловски ја има сторијата. Да знаевме дека е потребно да планинариме, ќе понесевме чизми и јажиња. Оваа козија патека замрзната и тесна, обрасната од букова шума, води кон атарот на село Никифорово, а меѓу густите дрвја игралиште. Го плати владата, а го изгради Агенцијата за млади и спорт.
За вложените 110.000 евра во повеќе наменското маалско игралиште во селото Никифорово сведечи и паднатата табла на Агенцијата за млади и спорт. Нема кој да ја крене, не само што нема спортисти, туку нема и жители воопшто да го посетат игралиштето, кое се наоѓа на 1250 метри надморска височина. Знаејќи дека во 2014 година овие четворица жители на село Никифорово од владата на Подарок добија повеќе наменско спортско игралиште, очекувавме да ги најдеме со спортски дух и со одлично здравје. 80-годишниот Александар Костовски не ги оствари нашите очекувања. Не можел повеќе да забива во кошаркарските обрачи, ниту пак да изведува слободни удари. Сепак, свежи се сеќавањата на мештаните како и кога е изградено игралиштето. На вратата и овој пат не дочека катанец. Игралиштето е изградено во 2014 година од Агенцијата за млади и спорт и од владата. Ние како влада настојуваме да го промовираме спортот и да го направиме достапен до сите млади луѓе кои сакаат да се рекреираат и оние кои спортот можеби ќе го одберат за своја животна определба. Во селото Никифорово во 80 куќи живеат само четворица. Двајца се на гости кај роднините во Скопје, една повозрасна жена која се грижи сама за себе и 80 годишниот Александар Костовски. Целата општина беше во присуство во пуштање на игралиштето. Многу беше убаво. Селяните се собраа, целото имаше нешто пијачка, јадачка. И од тога сега стоп, нема, никој не довоѓа. Играат мечки, волци и тие диви животни цела зима горе. Истражувањето кој живее и кој спортува во овој крај го продолживме во село Маврово. Покрај врволиците од посетители не најдовме мештанин за да го прашаме дали овде игра тенис. Наредниот жител го најдовме во село Леуново. Еден од шестмината регистрирани. Знае за изграденото тениско игралиште во неговиот крај, но не игра тенис. Ве гледам се повозрасни, спортувате ли нешто вие? Пошто спортски терени има еден куп. Па да ви кажам искрено, овде спортувам само со ски. Кутлица ми е викаме она, сањка. Тенис не игри? Со сањка тенис не. Тенис не. Се повеќе се со дрвава, сега на есен, на лето. Долга е листата на партиски, предизборни и политички ветувања, а уште посилни се молбите и желбите на овие малкумина луѓе, како би им се подобрила живеачката и како би заживеал овој регион. У школото не постои ни основно училиште, ни лекар, ни амбуланта, ни комуникација, ни продавница, ништо. Ние живееме тука на милост и на немилост. Зошто велиш немало милост и немилост, Чичко Александар? Зашто викам? Затоа што нема услови за живење тука, нема никаква комуникација. И како да седат младите, како да седат старите овде. Не може еден лев да купите. Сем сабота и недела. Државата ако тоа направи патиштата, струјата да бидат, џубрето да се земат редовно, ја мислам овде, ако не млади пензионери ќе доат, покрај пензионери ќе доат и младите. Општината Маврово Ростуше оваа година ќе потроши 169 милиони денари, колку што има во буџетот. За реконструкција и изградба на патишта и објекти 38 милиони или 20% од годишниот буџет. И Костовски и Адамовски не испратија со надеж дека нивните барања ќе ги слушнат властите, а нивните скромни потреби ќе се најдат на листите на политичарите кои овие избори ќе го поседат овој крај. Избегавме малце од темата, но да видиме каква е и реалноста во другите сегменти. Немаат, не изборувавме за интернет и не користат, верувам, овие луѓе толку многу социјални мрежи. Ако треба да твитате, еве за крај, а тоа кратко се прави, Дарко, што би извлекле како поента, што треба да научат или да направат и да не направат, еве поучени од свежите американски избори, македонските политички партии во своите кампањи на социјални мрежи? Што треба да направат? Треба да се ја знаат својата публика на интернет малку подобро и да се прилагодат на тоа што тие таму го очекуваат од нив. Ако сте гласач, присутно ќе ви биде социјалната мрежа? Не ми значи мене каналот ништо, значи ми значи информацијата што ќе ја добијам. Ако јас сакам да имам двонасочна комуникација во дадена ситуација, ќе се обртам првен таму. Бојан, вие? Да се промовираат себе си, платформата, повеќе да се грижат што е она
или која порака ќе допре до гласачкото тело, а многу помалку за хейтање и за противник. Би можеле ли да допре до неопределените, и сите таргетираат на тие? Апсолутно може да допрат, меѓутоа зависи како ќе ја постават пораката и колку ќе препознаат неопределените дека одредени предлози, активности и мерки се наменети на вистина за нив се искрени. Игор, од ваш аспект? Јас не истакам баш партиите, немам ништо што да им кажувам. Повеќе би им дал сугестија на читателите да читаат повеќе наместо да мониторираат. Затоа што претежно сега само се сведува на скролање на Facebook и се гледаат наслови или нешто. Никој не чита више. Тоа е работата, се изгуби навиката да задржиш фокус од 20 минути или пола сат на еден текст, да размислиш малце. Све е само buzzwords, вака, натаму, на... Атракција, барат. Да. За жал. Повеќе да се чита. Ви благодарам на сите тројца што вечерва бевте дојло од топ тема на ваша страна и ви благодарам за сите овие работи што ги дискутиравме вечерва. Кажав давте и неколку бесплатни совети за среќа на политичари. Вам, почитувани гледачи, ви благодарам што вечерва бевте со топ тема на ваша страна. Ке се видиме идната среда. Пријатна вечер.